цар Соломон кога докажа оти мажите сет поверни од жените. Чита Александар Станојков. Бидејќи цар Соломон бил многу мудар, беше сетил со својата мудрост оти мажите сет поверни од жените. Многу пати тој разговор го отварал пред мезличот и му докажал на мезличот оти жените сет во сичко послаби и неверни на мажите. Арно, ама помалци не имало во мезличот што го верувале тоа нешто. Тие верувале оти мажите биле поневерни од жените. Уверен бидејќи во тоа нешто цар Соломон, сакал да му докажи и на мезличот за да видат со своите очи и да чујат со своите уши оти жените сет поневерни според мажите. Во 1000 мажи, еден има неверен, велел, а во 1000 жени, една има верна на маже. Како што биле собрани старците еднаш на мезличот сите, му отворил за тоа нешто цар Соломон и, откоја не могол да ја уверит во неговата мудрост, беше му рекол да најдат еден маж и една жена најверни и со нив да им докажи оти мажот е поверен, а не жената поверна. На тоа нешто беше кандисале старците од мезличот и знаејќи тие еден маж и една жена што имал најверна и најчесна, што да прилега за светица, и со тоа нешто се надеја да го победат премудри Соломона. Откоја му и показале мажот и жената на име на цар Соломона, кај сет тие што биле многу верни, а најпоеќе жената била многу верна и другачка немала уште една како неа. Соломон му зел мувлет неколку дни за да ја опита и да види дали сет толку верни како што му и докажувале мезличот. Една вечер пратил некои тајни луѓе да го викнат мажот сопрво и да го види Соломон доколку е верен за жената си. Го донесол човекот пред царот тајно и го представиле пред него. Знаеш, пријателе, што те викав јас тебе? Му се поклонил човекот и му рекол, оти не знаел. Вистина не знаеш, му повторил царот. Туку, еве јас ќе ти кажам и ишалајет за Ирлија викањето моје чунки, јас сум измислил за да ти направам тебе едно големо добро. Арно, ама, сопрво сакам прво ти да направиш едно нешто лошо, да после да најдиш големо добро што ќе ти направам јас. Натија оваа сабија, пријателе моја, и со истаа сабија ќе ја пресечиш на жена ти главата на сон која ќе спиет. И откоја ќе ја загубиш, ќе ми ја донесиш сабијата пак мене. Тебе во истиот ден ќе те клавам садријазам и од садријазамот жената му ќе ти ја давам за тебе да ти биде жена. А пак, ако не свршиш ова јас што ти го велам, да знаеш оти главата ќе ти ја сечам и ништо друго. Друго чаре немало. Царскиот зборот назад не се враќа, си зел сабијата врака и ја скрил под пола, та тајно си ја однесол дома и ја скрил на едно место. Седнал човекот вечерта на трпеза да вечера, седнала до него жената му, се наредиле околу трпеза 3 дечиња и сите си вечерали и се радувале со мајка си. Мажот јадел, ама тоа што го јадел во него не влегувало од пуста мисла што имал во него. Јас сиромав, си велел сам со себе. Што ми беше речено да си ја губам жената без да ми сторила некој кабает? Еве толку години кај живееме, како што рекол Господ, никогаш не сме се скарале, ни па нешто лошо сме си рекли. Еве и дечиња Господ ни даде како некој ангелчиња. Јас сиромав, како да кајде сам на ангелот мој глава да му пресечам и после садријазам да сум била. И од садријазмот жена му да ја земам. Ај да речиме од се сторив садријазам и ја зедов садријазмицата, а мички сакат садријазмицата мојве деца. Никако нема да и сакат и да и гледат, ами ќе ми истерат. Ај најпосле и нека ми и сакат. Ами што ќе добијам јас ако бидам садријазам? Ништо. Ништо нема да добијам, само во грев ќе влезам и душата ќе изгубам. Нема ова нешто да го сторам, нема. Поарно јас нека умрам и убиец да не бидам.
Така беше си преслагал човекот дури вечерал и целата ноќ што слагал и никако од тоа нешто не се превртил. Си клал таа мисла на срце и на третиот ден си ја зел сабијата под мишка, та без да го сети некој, му ошол кај цар Соломона и му ја дал сабијата плачејќи и паднал на коленици и му се поклонил, како на цар што требувало. Без да го праша цар Соломон човекот дали си ја заклал жената, потргнал сабијата од ножницата и која видел цела целеничка. Таа сабија била направена многу мајсторски од цар Соломона за која да мавни човекот на жената си да се скршит и да не се чит. Оти бре човече, не си ја заклал жената ти, му рекол царо. Јас како што ти реков, јас како што гледам ти поеќе жена ти си ја милуваш, што себе си се милувал. Ами јас ли ти казав тебе, ако не ја погуби жената ти во овие 3 дни, ти треба да загинеш, му рекол како налутина. Вистина така беше, честити цар, му рекол човекот. Арно, ама јас не кајди се в жената ми да му ја сечам главата, чунки си живееме толкова години како што сакат Господ, без да си речиме некоја лакардија накриво. После си имам и 3 дечиња како ангелчиња. Да ако ја загубам, неа ќе загубам и 3 дечиња, чунки садријазмицата што ќе ми ја даваш мене за жена, не ќе му бидит на моите деца, мајка. Ами, ај нека загинам јас, и реков, еден и нека останат 4 живи. Ете, таков есап сум си направил, честити царе, и не ја загубив жената ми. Сега, еве главата моја од влакно потанка е и острата сабја ти е во раката. Мавни, пресечи ме и зборот твој на земи да не падни. Кога чул цар Соломон тие збори од верниот маж, на чудо беше останал, чунки толку бил верен и не беше бил царо, на здраво уверен за толку да си преде и животот за една жена и да не прима садријазам да се стори. На тоа згоре и многу се израдувал царот, чунки на неговиот збор ти излезел, а не на одмезличот зборот и умот. Слушај ваму ти човече, му рекол Соломон, еве, уште 3 дни мувлет имаш од мене да си пригодиш куќата и децата и на 3-тиот ден да дојдиш овде да ти сечам главата. Ама слушај ваму, ова нешто немој да го кажеш некому. Оти судни мачи ќе видиш дури да умреш. Ако да достоиш на ова јас што ти заповедав, може на 3-тиот ден и да те опростам. Ај, ој си сега со здрави. Другата вечер прати пак цар Соломон луѓе потајно да ја викат жена му од човекот при него. Дошла верната жена при царот тајно, без да ја усети некој, и ја клал во една одаја, тај ја отворил за да го убие мажа. Слушај вамо ти невесто, ја рекол цар Соломон. Јас ќе ти дам една остра сабија и во 3 дни треба на мажа ти да му го најдиш колајот, да му пресечиш главата и пак сабијата да ми ја донесиш. И треба да знаеш оти на часот ќе те давам на садријазмот за да му бидиш садријазмица. Чунки садријазмицата ми стори една голема грешка. На, земи ја невесто сабјава, земи ја под мишка и оди да ја свршиш оваа работа. Кога чу жената од царот тие збори, со голема радост беше ја зела сабијата и со трчаница отишла дома, таа уште од првата вечер му легна по трагот за да го заколи мажа. Сиромајиот маж уште од 3 вечери беше без сон, таа вечер малку бил како побезгаеле, тики уште од рано му се приспало и си легнал да спие. Пуста верна домаќинка заборај милоста што ја имаше домаќинот на неа, заборај и 3 дечиња како ангелчиња, заборај и куќа и кошара, за пуста чест и слава да има да биде садријазмица. Одвај го дочека маже да заспие арно и тргна сабијата од ножницата, та мавна повратна маже за наеднаш да му ја пресечет главата. Арно, ама сабијата бидејќи била од восок праена, едно мавнала и се скршила на 2 парчиња. Рипнал сиромајиот маж од сонот како удрен глава и дал вик по неа. А пак жената, која видео ти не свршила работа, од страф од маже, со полојната сабија в раце, избегала право кај цар Соломона и му кажала ти се скршила сабијата, та за тоа не му ја пресекла главата. Ја пофалил царо за тоа нешто
и ја задржал при себе, дури се собрал мезличот утрото. Пратил царот по мажот да го увикнат и од кога дошол го натерал да кажи како му рекол царот да ја загуби жената си и да биде садрјазан. Вистина така беше, честни старци, како што ви кажува царот, му кажал човекот. Царо ми даде една сабја да ја пресечам главата на жената ми и после да бидам садрјазан. Арно, ама, јас тоа нешто не го примав да си ја загубам жената ми и да оставам 3 сираци. Поарно си реков, јас да умрам ошто жената ми. Арно, ама ноќеска таа пак мене сакаше да ме заколи. Бери ќетврсен што ја се скрши сабјата и останав жив, и ако не верувате, еве го парчето од сабјата. На тоа згора ја изваде жената царот и си кажа сама оти, таа сакаше да му ја пресечи главата на маже и да биде садрјазмица според таксуачката од царот. Старци, видовте оти во 1000 мажи, еден има неверен на жената, а во 1000 жени една има верна. Кога чуја и видуа мезличот таа голема мудрост од цар Соломона, на чудо беа станале и евала на царо му рекле.